Од досегашните случаи на закани и дојави за поставени бомби, МВР соопшти дека открила тројца сторители. За сите поднесе кривични пријави за тероризам по член 394б, став 2, за што е предвидена минимална 8-годишна затворска казна. Код открива дека ниту еден случај од овие три не е дојден воопшто до суд, дека истрагите не се завршени и дека во сите предмети обвинителството одлучило дека не станува збор за тероризам. Првиот случај беше во Скопје, за малолетно момче кое според МВР во вториот ноемвриски бран дојави за бомби испратило закани до 4 скопски средни училишта. Со цел обезбедување докази од страна на секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам во соработка со секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика и секторот за меѓународна полициска соработка, преземени се мерки при што е утврдено дека електронската адреса на пријавеното лице била креирана на 4 ноември 2022 година во 11 часот и 17 минути од IP адреса, за која од страна на телекомуникацијски оператор се доставени податоци дека собственик е ДКЧ, 43 години, од Скопје, мајка на кривично пријавеното малолетно лице. Малолетникот дури делото го признал во присуство на адвокат, а дополнителни докази се обезбедени со вештачење на информацијските уреди на младото момче, кое се разбирало и вежбало во виртуелниот свет. Но таков предмет во обвинителството нема. Пријавите за тероризам одат во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, кое го раководи обвинителот Ислам Абаси. Таму завршила и оваа пријава, но од обвинителството ни одговорија дека била отфрлена поради немање на докази. Немаше дополнително објаснување зошто е отфрлена пријавата, што станало со доказите и со признанието на момчето. Останатите два случаи со закани во Кавадарци и телефонската закана за бомба во Делчево која изрекол тетовец од дома се на друго ниво. Обвинителството за гонење на организиран криминал одлучило дека во овие закани нема елементи на кривично дело тероризам и предметите ги препратиле на основните обвинителства во Тетово и во Кавадарци. Таму се уште траат предистрагите. За останатите секојдневни закани има еден предмет кој се надополнува постојано со нови информации и е во предистрага. На правната битка со виртуелните терористи, овие досега откриени, успорила и застанала на втората скала на системот за правда во државата.